Така, во следниве 30 на минути ќе другаруваме и со нашиот гостин господинот Страшо Ангеловски, председател на политичката партија МАК, кој еве веќе е со нас, почитувани, верувам се е во ред со звучниот сигнал. Ако е така, да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте на уште една заедничка средба на македонски корени. Господине Ангеловски, ни причинува задоволство и чест како и секогаш што сте повторно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат, но и не следат на социјалните мрежи. Ви благодариме за страпливоста. Добро утро. Најпрво да се извинам на сите оние кои во моментов не слушаат. Навистина, еве дури нервоза почна владее со мене, затоа што не можеме да го поставиме тој видео контакт. Јас навистина не знам дали некој се плаши од вашата емисија или не сака да ги чуе моите одговори. Меѓутоа, речиси постојано кога треба да бидам ваш гостин, се случуваат таквите грешки. Така, мора да е Господине, второто. добро ви утро и од мене. Се надеваме дека и овој пат, како и во претходните ваши гостувања на македонски корени, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите. А она ваша забелешка држи место. Јас ќе ги ставам и едното и другото. Не само или то, него и двете, бидејќи и ние се наоѓаме во истиот брод и секогаш имаме проблеми. А ние приметивме дека можеби 10 на 12 пати се уклучивте во чекалната и ве изфрлаат, па ќе одиме и на ова. И тука можеби ќе не истичаме, и ајде да одиме поред. Знаете што, доволно е да го чујат од луѓето она што треба да го чујат, па не мора и да ме гледаат, така да ајде да продолжиме, повелете со вашите прашања. Во Македонија на дневна база се нижат и по неколку настани, пропратени со големи скандали, креирајќи теми со кои се замајува јавноста, но меѓу нив има теми кои се многу сериозни, како онаа со пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој пожар, нажалост, животот го загубија 14 лица. Барем толку кажуваат овие од власта. Оваа тема која никако да стивне и се уште е актуелна, а власта се обидува да ја испревртат со разни спинови, се со цел да се спаси министер за здравство Венко Филипче од одговорност. Зошто власта бега од одговорност? Зарем тоа е толку страшно да се преземе одговорност? Од што се плаши власта? Па не сака да преземе одговорноста за таа трагедија која што се случи пред 10 дена? Нормално власта бега од одговорноста токму заради одговорноста. Меѓутоа, не треба да не изненадува сето ова. Ние сме сведоци дека Зоран Заев на времето монструозно ги користеше убиените деца на Смилковско езеро, а монструозно им ветуваше на нивните убици слобода, така што монструозноста на овој чин само се надоврзува на она на што досега бевме сведоци. Имено, замислете 14 луѓе во страшни маки, во пожар како ги губат своите животи и никој од владата на Зоран Заев и на Артан Груби не најде можност, не најде начин да понесе одговорност. Во секоја нормална држава одговорноста ќе следуваше во 3 чекори. Значи, прво, ќе беше моралната одговорност која требаше да следува 5 или 10 минути после случувањето. Потоа ќе беше кривичната одговорност за која некој мора да ја понесе, бидејќи сепак станува збор за катастрофа, станува збор за една смрт на невини луѓе кои ни на душманите не би им ја посакале, и на крај третиот чекор би бил политичката одговорност, односно дефинитивна оставка на ваквата монструозна влада, заминување од власт, распишување на нови избори и нормално народот би ја имал четвртиот чекор во понесување на одговорноста да изгласа нова влада и да едноставно забрани на ваквите луѓе без чувство и емпатија, луѓе со монструозни замисли само заради останување на власт, да им забрани понатаму да се занимаваат со политика во Република Македонија. Ете, токму затоа оваа влада се плаши да ја понесе одговорноста, оти знае дека доколку го почне првиот чекор, односно ја понесе моралната, потоа ќе мора да следат и останатите чекори и да ја понесе и политичката и кривичната одговорност. Господине Ангеловски, како ќе го прокоментирате барањето од директорите на болниците да не се прифати понудената оставка од министерот за здравство Венко Филипче, како и повикот да се затворат вакциналните пунктови во знак на поддршка? Дали ова ви личи на фингирана акција?
Па видете, повторно на неколку нешта мора да се задржиме. Најпрво тоа зборува за целосната партизираност на Република Македонија, односно партизираност во случајов на Министерството за здравство и институциите во тоа министерство. Тоа ќе рече дека сите директори се поставени заради партиски заслуги, а не затоа што заслужуваат да бидат начело на тие институции. И таквите директори денес нормално дека застануваат во одбрана на оној кој им ја дал функцијата. Тоа е првата работа. Втората работа, зашто говори нивниот однос, говори за нивната нечовечност. Ами тие луѓе положиле Хипократова заклетва. Тие луѓе треба да се грижат за здравјето на луѓето. Тие се поставени за да се грижат за здравјето на луѓето и ним примарно треба да им биде она што се случило во Тетовската модуларна болница, а секундарно да им биде останувањето на Венко Филипче на власт. Токму затоа повторно, значи, таа монструозна метастаза која започнува од Зоран Заев, како да почнува да владее со целиот организам на СДСМ и како да монструозноста која Заев ја покажа уште повторно, ќе речам, во односот кон убиените деца на Спилковско езеро, сега како метастаза да го зафаќа целиот СДСМ и нивните функционери, и тие луѓе едноставно, за мене на вистина е монструозно да застанеш во одбрана на министерот, а не да застанеш од другата страна во барањето одговорност заради смртта на 14 невини жители, граѓани на Република Македонија. Власта на почетокот кога се градеше или градеа неколкуте модуларни болници, односно составува овие монтажни бараки, тврдеше дека се градат по сите светски стандарди. Дали од она што досега јавноста го слушна како информација за градбата на овие објекти, кои покрај тоа што не биле градени по пропишани стандарди, дури и тоа дека немале дозвола за употреба, што значи биле пуштени во употреба без технички прием, води кон покренување на кривична одговорност. И какви одлуки да очекуваме од обвинителството и судството, имајќи предвид дека јавноста веќе заборави на скандалот со прислушувањето на судиите и обвинителите во основното обвинителство, кој случај власта го стави под тепих и јавноста не дозна ништо околу тоа прислушување, а оној кој ги има тие прислушувани материјали, а само можеме да претпоставиме кој, ја има и силата, односно алатката за закана. Јас уште некаде пред 4-5, но не знам колку години, кога се појавија прислушуваните разговори, кога Зоран Заев шеташе низ Република Македонија и ги толкуваше и дел од нив представуваше пред јавноста, кажав дека од тој момент во Република Македонија повеќе нема политика, затоа што не можете вие да имате чиста политика и политички однос во една држава, кога во рацете на еден човек имате прислушувани разговори за грото од политичарите, за грото од општествените работници, за грото од новинарите, од стопанствениците и од јавните личности. Тоа денес се покажува како точно. Меѓутоа, не можеме да очекуваме, не можеме од ова и вакво судство сега и овде да очекуваме одговорност, кривична одговорност за се она што се случи. Тоа ќе мора да се остави на една друга гарнитура луѓе, една друга гарнитура судии кои нема да бидат обременети од партиската припадност и кои нема да бидат уценети со прислушкувани разговори. Од друга страна, ние сме сведоци дека помпезно се зборува за модуларни болници, а тоа се всушност обични бараки, како што на времето, после земјотресот во Скопје, многу од земјите во светот изградија во Скопје такви бараки во кои беа сместувани тогашните амбуланти. Значи, да не наседнуваме на тие помпезни, на тие големи зборови за модуларни болници. Станува збор за обични бараки во кои се сместени обични метални кревети и во кои едноставно само се примаат пациентите. За жал, ова што се случи во Тетово го докажа тоа, но по најскапата и по највисоката цена која можеше да биде платена, а тоа се 14 човечки животи. Господине Ангеловски, локалните избори се на прагот. Стануваат месечини уште 4 недели и 1 ден до 16 октомври, кој ден е назначен како предизборен молк. Како никогаш досега до Државната изборна комисија пристигнале 297 кандидати за градоначалничките функции, од кои за град Скопје има 12 кандидати.
Исто така, има и рекорден број на советнички листи, поточно 546. Има рекорден број на независни кандидати за градоначалници, но и независни советнички листи. Какви избори ќе имаме? Каде се очекува најжестоката изборна битка? Колку независните можат да ги помотат сметките на зависните? На што се должат вака високите бројки на поднесените листи и кандидати? Високите бројки, најпрво веќе почнем од крајот, високите бројки се должат на незадоволството од граѓаните од досегашната локална власт, која се рефлектира и како незадоволство од централната власт. Тоа ќе рече дека колку имате поголемо незадоволство, толку имате повеќе обиди таквата власт да биде променета. Така што се појавуваат луѓе од нигде никаде, се појавуваат луѓе кои нешто значат, се појавуваат јавни личности, се појавуваат вакви или онакви, за да се обидат ваквата власт која суверено владее со Република Македонија, со локалната власт во минативе 4 години, да биде тргната, да биде детронизирана, и тоа е можеби добро. Меѓутоа, за жал, многу малку од нив ќе успеат во својата намера, сепак на крај битката ќе се сведе меѓу двете најголеми коалиции, тоа е коалицијата на СДСМ и коалицијата на ВМРО-ДПМН. Јас веќе кажав и веќе повторам и на вашето радио дека овие избори се вовет, овие локални избори се вовет во предвремените парламентарни избори најверојатно на пролетивната година. Без разлика какви ќе бидат резултатите. Предпоставуваме дека резултатите ќе бидат голема победа на опозицијата, со што власта ќе биде делегитимирана и ќе мора да ги распише предвремените парламентарни избори напролет. Меѓутоа, доколку се случи повторно сценарио како во 2017-тата и 2020-тата, односно почнат да паѓаат системите на Државната изборна комисија, да бидат полнети кутиите, да се расипуваат машините за фингерпринт и некако оваа власт повторно да победи, тогаш повторно напролет ќе имаме парламентарни избори, затоа што таквата власт ќе сака по секоја цена час побрзо, откако ги освоила повторно локалните, да си обезбеди уште еден 4-годишен мандат. Токму затоа овие избори, овие локални избори се исклучително значајни и се вовет во паѓање на ваквата нечовечка, монструозна власт која од ден во ден ја покажува целата своја неспособност и незнаење. Меѓутоа, сакам да знаете, во Република Македонија секогаш било така, па и денес. Кога ќе заврти замаецот на едната страна, потоа тешко се враќа назад. Тоа ќе рече, кога ќе заврти замаецот кон промените, односно кон барањето, актуелната власт да падне и да дојдат нови луѓе, тоа не може да се врати во моментов. Македонското јавно мислење веќе го заврти замаецот кон промените, го заврти замаецот кон потребата оваа гарнитура на власт да падне и да дојде нова гарнитура на власт, а тоа најверојатно и во 90% ќе биде коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. И на крај најголемата битка, како и секогаш, ќе се води за градот Скопје, ќе се води за градоначалник на Скопје, меѓутоа и за Советот, за градскиот совет. Затоа што сме сведоци дека барем 1/3 од нештата, 1/3 од власта се наоѓа токму во градот Скопје. Спикерот на Собранието Талат Џафери ја одби предлог одлуката за разрешување на министерот за здравство Венко Филипче, а која беше поднесена од пратениците на ВМРО-ДПМН, која според Џафери била неуставна и не ја ни стави на дневен ред. Како ќе го искоментирате тоа? Како ќе го прокоментирате фактот што Собранието не смогна сила да одржи комеморативна седница за починатите во модуларната болница во Тетово, а која иницијатива требаше да дојде од владачкото мнозинство, но не дојде. И наместо тоа, тие со сите сили и расположливи средства го бранија министерот Филипче и премиерот Заев. Повторно ме враќате на монструозната квалификација на оваа и ваква власт. Не можат такви луѓе да соберат сила и да одржат комеморативна седница. Па вие видовте дека тие не можат ниту каква било морална одговорност да понесат, а не пак да излезат јавно во Собранието на Република Македонија со комеморативна седница на 14-те најсурово починати луѓе во Тетовската болница. Од друга страна, ова се последните грчеви, последните мрднување на Талат Џафери, затоа што очигледно дека токму таа модуларна болница, таа барака во Тетово,
во која изгореа 14 луѓе, ќе значи крај за Дуи, ерата на владење на Дуи во минативе 19 години. Вие сте сведоци дека се повеќе расте незадоволството кај албанските гласачи, кај жителите од албанско малцинство во Република Македонија, токму кон Дуи и кон неговото раководство. Еве деновиве имаме протести и тоа извонредно агресивни и интензивни протести во Тетово, токму против партијата Дуи, која ја узурпира власта во Република Македонија, при тоа не создавајќи и не правејќи ништо за албанското малцинство, а прифаќајќи го монструозното однесување на македонскиот дел од владата. Тоа ќе рече дека очекуваме, барем јас лично очекувам, дека веќе напролет на новите парламентарни избори Дуи ќе си замине од власт, а веднаш после тоа, она што значи заминување на Али Ахмети во Хаг и негово најверојатно останување таму. Пред некој ден во јавноста излезе информацијата дека оваа власт е спремна да го смени уставот со цел бугарините да влезат во него. Според овој нон-пейпер, кој го објавија некои медиуми, историјата ќе се учи со објаснување по бугарски контекст. Овој нон-пейпер СДСМ го искористи да ја нападне опозицијата дека бил пишуван во штабот на ВМРО ДПМН, а од опозицијата возвратија дека ваквиот напад е за да се дефокусира јавноста од она што е најактуелното, а тоа е барањето за одговорноста за она што се случи со модуларната болница во Тетово. Дали се надзира навистина договор за спорот кој Бугарија го има со Македонија или ова е само еден пробен балон на власта за да го испита јавното мислење? Какви се вашите сознанија, што уште предвидува овој нон-пейпер и кои се другите отстапки што власта е спремна да ги направи? И навистина, откако веќе се што живее на Балканот се најде во македонскиот устав, значи сите можни граѓани кои се наоѓаат на Балканскиот полуостров се најдат, за мене не е никаква опасност да влезат и бугарите. Еве гледате дека на пописот од стотиците илјади бугарски граѓани кои живеат во Македонија се попишаа некои 7-80. Доколку за тие 7-80 луѓе има потреба да се најдат во уставот, нека се најдат. Не постои страф и опасност од било што, доколку покрај србите, власите, еđупците, ромите, бошњаците и не знам кој, доколку и бугарите се најдат. Друга опасноста е во нешто друго. Опасноста е во она што Бугарија сака да го постигне, а тоа е дека постојат две бугарски држави, тоа е Република Бугарија и Република Македонија. Значи, бугарската политика имаше историска шанса да доведе до целосно приближување на Бугарија и Македонија на бугарските и македонските граѓани. Бугарската политика имаше историска шанса да ја прифати вистината дека она што постојано го кажувам според вестфалските принципи од 1648-та, според кој сите држави во Европа се формираат по принципот нација држава, да прифатеше дека Република Бугарија е формирана по тој принцип и дека во моментот на исколчување на нејзината територија живеат македонци покрај малиот број бугари, оние бугари кои Хан Аспарух во 7-миот век ги обединил, а Хан Кубран им бил првиот владетел, значи покрај тоа мало малцинство бугари живееле македонци, мизици и тракици. Огромното мнозинство во тогаш формираната бугарска држава се македонци. Тоа ќе рече дека македонскиот народ и македонците имаат формирано две држави. Република Македонија, која официјално ја возобновивме во 91-та и Република Бугарија, која е формирана на крајот на 19-тиот век. Значи, ја извртуваат тезата. Треба да дојдеме до вистинската теза дека македонскиот народ има формирано две држави, тоа е Бугарија и тоа е Република Македонија. Кога тоа ќе биде сватено така, а тие македонци кои ја формирале бугарската држава на крајот на 19-тиот век со вестфалскиот принцип, тие македонци денеска по националност се бугари затоа што живеат во државата Република Бугарија. Меѓутоа, по припадност кон народот, по својата етничка припадност, тоа се македонци. Македонците кои ја формираат денеска Република Македонија и по националност се македонци
и по припадност, етничка припадност се македонци. Кога бугарите тоа ќе го прифатат, тоа ќе немаат никаков проблем, тие ќе си бидат бугари, ќе си имаат национална бугарска припадност, но корените на тие луѓе ќе бидат македонски. Ете, така некако треба да се развие расплетот на овој проблем кој го имаме со Република Бугарија. Господин Ангеловски, имаме уште 4 прашања, па ако можете малку со пократки одговори, ама не до толку кратки да не можеме да разбереме за што станува збор. Јас ке ве навратам на темата Отворен Балкан, кој деновиве повторно постана актуелна. Ова идеја не најде поддршка ниту во Берлин, ниту во Приштина, а ниту во Брисел и Подгорица. Која е целта на оваа идеја? Дали ова е покажување на сила и спротивставување на Брисел и на Софија со цел изнудување на некакво попуштање за да се отворат патиштата за евроинтеграциите, и дали ние поточно Македонија треба да се впушти во оваа игра и во една ваква координација со Косово и Албанија, имајќи предвид дека Македонија има и други отворени прашања кои можат да рефлектираат дури и на безбедносен план? Токму спротивно, значи не е ова наменето за да се отвори патот кон евроинтеграциите, туку е наменето за да се затвори на уште подолг крок, за да во тоа меѓувреме додека е затворен патот кон европските интеграции, за да ние имаме некаков слободен проток на луѓе, идеи и стоки на овие простори. Од друга страна, тоа е многу опасно, бидејќи може да значи дека Европската унија со овој отворен Балкан сака овој простор да го остави под влијание на Република Турција, која станува се поголем играч на балканските и на европските, дури и на средоземните простори, па дури и на просторите но тоа е големо да не можеме сега да го објасниме. Значи, посебно после она што Зоран Заев сега го направи, дозволувајќи на косовската армија, која дури не е ниту армија, која дури не смее ниту да биде формирана, затоа што резолуцијата на Обединетите нации 1244 не се дозволува формирање на косовска армија. Зоран Заев, заради својата понизност кон авторитети кои за него дури предпоставувам дека и чуварот на американската амбасада во Скопје е преголем авторитет и тој му се поклонува кога влегува, заради понизност кон авторитетите им овозможува на нелегитимна армија да смее да влегува во Република на Македонија и да престојува на незината територија. Тоа е најголемата опасност. Отворениот Балкан е првата, а ова што Заев го направи со косовската армија, тоа се двете огромни опасности за идното постоење на Република Македонија. Господине Ангеловски, да се навратиме повторно на локалните избори. Многумина предизборната коалиција на ВМРО ДПМНЕ со Алијанса и Алтернатива ја отсликаа како неприродна и невозможна и дека членовите на овие две коалиции немало да гласаат и да ги поддржат кандидатите во одредените општини, пример во градот Скопје, па во Гостивар, во Кичево, Куманово и Струга. Јас лично не гледам проблем и причина зошто не би гласале, особено за личности кои немаат никаква црна дамка и претходен багаж. Какво е вашето размислување околу сето ова? Најпрво, добро е што во Република Македонија после 30 години самостојност во албанскиот политички корпус почнаа да се разбираат нештата и да се делат на десни и леви идеолошки политички партии. Ние сме сведоци дека ДУИ е марксистичко-ленинистичка политичка партија и како таква извонредно си одговара со комунистичката партија или СКМ или сегашниот СДСМ. Значи, почнуваат да се диференцираат нештата и од тука, бидејќи Алијансата и Алтернатива наликуваат на десни, на конзервативни, на републикански, ајде да речам ако сакате, политички партии, е логично тие и такви политички партии да соработуваат со десната коалиција од македонскиот политички блок, односно коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, а во која коалиција пак како уште подесна политичка партија се наоѓа и мојата, се наоѓа и МАК. Од тука се повеќе ќе доаѓа до такви соработки на идеолошка основа, односно се повеќе ќе почне да се диференцираат левите и десните политички субјекти и да соработуваат меѓу себе без разлика на етничката припадност. Ајде малку и за пописот кој се уште се одвива заклучно со 30 септември. Какви се вашите сознанија? Како течи пописот?
И каков е вашиот став што веб страната на Државниот завод за статистика во изминативе 10 дена не работи или пак работи со само по неколку минути за едно деноноќие, со што на нас, македонците во светот, не е скратено правото да се самопопишеме. Дали ова не ви личи на намерна игра, односно смислено сценарио, или пак го трасираат патот за прекин на пописот, зашто искрено се молиме на Бога тоа да се случи? И какви се вашите очекувања? Ќе го истуркаат ли до крај овој попис? Знаете, јас кога постојано зборувам дека во моментот во Европа постојат две нефункционални држави, или еве три да речеме, тоа се Босна и Херцеговина, Украина и Македонија. Македонија го докажува овие 4 години дека е нефункционална, со нефункционирање на сите можни системи во оваа држава. Нам не ни функционираше системот на изборите, еве сега не ни функционира за време на пописот. Тоа ќе рече дека овој попис каков и да биде, ќе биде нелегитимен и ќе биде едноставно неприфатен и не признаен од мнозинството на граѓаните. Јас се плашам воедно. Се плашам дека пописот е веќе направен во лабораториите на ДУИ и СДСМ и дека тој таков попис резултатите на тој лабораториски попис ќе ни бидат прикажани по завршувањето на истекот на рокот за одржување на пописот и дека тие и такви резултати ќе бидат оние кои им се потребни за нивно натамошно политичко обстојување. Искрено би сакал македонците во диаспората да се попишат во што поголем број. Овде во Македонија би сакал да биде бойкотиран целосно пописот за да биде неуспешен, затоа што повторно ќе речам ни се подготвува лабораториски попис, меѓутоа македонците во диаспората би било добро да ги имаме попишано заради зборував и други пати, заради многу нешта, заради односот кон нив во гласачките списоци и така натаму и така натаму. На самиот крај на нашиот разговор, на многу кратко, како ќе го прокоментирате дарежливото срце на премиерот Зоран Заев, во кое најде место за бегалците од Авганистан, но и за дел од малцинските заедници, ама никако не може да најде место за нас, за македонскиот народ? Во мојата последна колумна пишував, ова е една голема стратегија на американскиот дуопол, односно на демократите и неоконзервативците, со тоа што се направи арапската пролет, со сето што се изведува тие револуции на Медитеранот и на Блискиот Исток. Сето тоа е за да се доведе во една геополитичка целина Блискиот Исток, Северна Африка со Европа и европскиот континент. Имаме најава дека до крајот на оваа деценија треба во Европа да пристигнат 30 милиони бегалци, од кои дел ќе останат и во Република Македонија, со што ќе се смени демографскиот и демократскиот изглед не само на Македонија, туку и на цела Европа. Зоран Заев само по наредба влегува во таа и таква игра. Тој ниту знае, тој ова не го знае, тој нема ниту слушнато за ваквата стратегија на американскиот дуопол и од тука тој само повторно ќе речам понизно подветнувајќи се пред сите оние кои нешто му наредуваат, тој само ја ги исполнува наредбите кои ги добива и со тоа и нанесува ненадоместлива, ќе повторам, ненадоместлива штета на Република Македонија. Ви благодариме за учеството во Македонски корени, господине Ангеловски. Имајте си убав викенд, чувајте се, пријатно до слушање и скоро до видување. Ви благодарам и јас и благодарам на слушателите што имаат трпение еве да ме дочекаат и без да можеме да се видиме да чујат она што имам да го кажам. Се надевам наредниот пат ќе поставиме видео. Ама како што рековме, Господ е голем, па ето помогна и на овој начин некако се снајдовме. Ми се чини дека беше одлично. Го слушна вашиот глас и сето она што го пренесовте и уште еднаш ево и од мене голема благодарност. Остануваме во контакт, пријатно и до видување и до слушање. Секако до видување. Пријатно.